Младите по природа се бунтовни, но кога младешката енергија наместо конструктивно се преточува во насилство, алармот во општеството треба да е вклучен. Во прв миг треба да реагираат родителите и наставниците, но мерки треба да преземат и надлежните институции. Особено чувствителна е состојбата во мешаните паралелки кои се вклучени во проектот Интегрирано образование. 5-годишен модел на едукација кој има за цел да ги урне бариерите меѓу различните етнички заедници. Начинот на изразување на незадоволството, значи тоа е насилен начин кај поединците, кај сите, но сепак значи мораме да бидеме свесни, мораме да бидеме одговорни ние како пред се родители, како наставници. Веќе 5-та година интегрираниот модел на едукација е дел од македонскиот образовен систем. Напредокот е евидентен, предрасудите паѓаат. Немањето простор, можности за комуникација, за соработка помеѓу учениците од различна етничка заедница нормално ги ставаат тие бариери, тие непознавања кои што едноставно значи стереотипите и предрасудите се на некој начин и причина за насилството. Македонските професори ќе црпат искуство од северноирскиот модел. Таму децата кои се вклучени во интегрираното образование работат и постигнуваат видни резултати. Ова е многу долг и сложен процес, но неопходен. Во Северна Ирска по овој модел учат 10% од учениците. Многу се задоволни, немаат предрасуди, сакаат да комуницираат и со протестанти и со католици. Едноставно, религијата и јазичната бариера не представува проблем. На првата конференција посветена на интегрираното образование, учесниците ќе разменат искуства и ќе ги дефинираат приоритетите.